студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести ВОС. Изборна кампања уште 5 дена во пресред на вториот круг од локалните избори. Потедо тензии во владината коалиција и во Брвеница. Премиерот Христијан Мицковски најави дека по изборите ќе го разреши актуелниот кандидат за градоначалник од ВЕН од оваа општина од позицијата што сега има во извршната власт. Хаким Рамадани изминативе денови во јавни настапи бараше поддршка од ДУИ да го поразат кандидатот на ВМРО ДПМН во Брвеница, кој и сега е градоначалник, користејќи националистички речник. Повикуваше на освојување на Брвеница, а по изборите промени во раководството најави лидерот на СДСМ Филипче. Повиците за етничко гласање на поединечни кандидати на вреди им штетат на останатите сопартици кои очекуваат поддршката на ВМРО ДПМН во вториот круг. Денот како кандидатот на вреди за градоначалник на Брвеница, Хаким Рамадани, побара поддршка од гласачите на ДУИ за да го поразат градоначалникот на ВМРО ДПМН. Мицковски со порака дека Рамадани по изборите ќе биде разрешен и од позицијата директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа. Претходно ваква изјава даде и Билјалка Сами, но Мицковски вели дека не гледа проблем со целата коалиција на вреди. Со жалење го слушав се тоа на кое што против кандидатот на Јовица го кажуваше во една екзалтирана состојба. Не знам дали беше тоа специфичен момент за него, но мислам дека направи голема грешка. Направи голема грешка пред се за кандидатите за градоначалници од истата онаа коалиција од која што тој настапува. Замислете што ќе се случува сега во Тетово, во Струга, во Дебар и во одредени други општини. Така што толку себичен потек од политичар до сега по новата историја Македонија не видела. Да влегува, да мисли само за себе и својот кусоглед интерес, а при тоа да ги занемари сите останати кои што се исто така се борат во вториот круг за градоначалнички мандат. Еве јас го слушав да речеме Фатмир Лимани, кој што апсолутно не повика да се гласа против кандидатот на ВМРО ДПМН во Кичево. Тоа е прво. Второ, коалицијата вреди испрати соопштение дека не го поддржува Фатмир Дехари како градоначалник, како кандидат за градоначалник во Кичево. Кадровски промени во СДСМ по вториот круг од изборите најавува и Филипче. Вели, иако во одредени општини покрај притисоците врз нивните членови успеале да добијат поголем број гласови, сепак мора да се анализира и пораката на гласачите, особено во скопските општини, каде резултатите не биле според нивните очекувања. Во следните денови, СДСМ ќе одлучи кои кандидати ќе ги поддржи во општините каде нема да се надпреварува во вториот круг. Мултиетничкиот карактер на нашата земја, реално добрите меѓуетнички односи се нешто што треба да останат приоритет. Од друга страна, факт е дека граѓаните многу често гласаат по етничка линија. Меѓутоа, во контекст на прашањето кое што го поставите, во тој дел ние ќе донесеме конечен заклучок за тоа како ќе се поставиме и со кои ќе коалицираме устедните неколку денови, најкасно до средина на следнава недела, некаде до среда. При тоа, како ќе коалицираме, кој кандидат ќе поддржиме таму кај што немаме ние наши кандидати, ќе зависи од повеќе фактори. Прво за тоа каква е карактеристиката на нашата општинска организација, понатаму какво е расположението, афинитетите на луѓето кои што се таму членови. Ако нешто нема да биде критериум, тоа нема да биде етничката припадност. Разговараме со сите политички чинители, не е тоа само Кичево, Брвеница, станува збор за Скопје, станува збор за тоа што и како ќе се поставиме во Карпуш, во Куманово, меѓутоа дозволете до најкасно среда да го кажем нашиот став. Обвинувања за непринципиелни коалиции си разменија и албанските партии. Од вреди велат дека секојдневно доаѓа до израз срамниот договор на ДУИ со левица за поддршка во повеќе општини, додека од ДУИ возвратија дека вреди ги заменува албанците со срби на раководни функции во повеќе институции. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Остануваат уште 5 дена од кампањата за вториот круг од локалните избори до молкот што ќе биде во сабот. Кандидатите кои во вториот круг се борат за местата градоначалник ги засилуваат своите активности на терен.
Граѓаните од Шуто Оризари се третирани долго време како граѓани од втор ред. Мојот концепт е Скопје еднакво за сите граѓани. Тоа подразбира рамномерен развој во секоја населба, во секое населено место, да сите имаат еднакви услови за живот. Дополнително овде во програмата имаме ветено на барање на жителите културен дом Есма Реджепова, место каде што младите ќе можат да се дружат, да креираат, но и повозрастните да го поминуваат своето време. Започнуваме со хортикултурно и партнерно уредување на потегот од Зеленото пазарче до улица Македонија. Поставуваме нова изолација за спречување на течење на вода во подземните гаражи, а целата површина ќе добие нови плочки, зеленило на 2400 квадратни метри, модерно лето осветлување и урбана опрема. Поставуваме и нови детски реквизити, кошаркарско игралиште со нова подлога и систем за наводнување. Нема пробивање на нова улица. Оваа улица е 50-та дивизија која со години е заборавена и запоставена. Јас се обврзувам дека уште во првите 6 месеци од мојот мандат улицата ќе биде целосно реконструирана. Ќе изградиме нов коловоз, тротоари, пешачки и велосипедски зони и зелен појас. Ќе воспоставиме ред во паркирањето и ќе воведеме резидентни паркинг места за жителите, конечно да имаат приоритет пред сите други. Секако, и овие кабли позади нас ќе бидат под земја. 2% од општинскиот буџет ќе биде враќан назад кон урбаните заедници, а тоа значи од 15 до 25.000 евра годишно во зависност од бројот на жителите. Тоа значи дека граѓаните нема да имаат потреба да за ситни работи се јавуваат во општината, туку сами ќе одлучуваат и ќе имаат сопствен буџет за обележување на пешачки премини, за поставување на стопчиња. Карпош не сака повеќе празни зборови и лажни обвинувања, сака нова политика. Политика со јасна програма, каде што секој денар на граѓаните ќе биде видлив и оправдан. И јас нудам план за транспарентна и модерна општина, за чист воздух, за уреден урбан развој и крај на партиските тендери. И тоа не е ветување, тоа е обврска. Доста беше од луѓе што со години ја држат општината во раце и мислат дека сите ќе заборават што направиле. Карпош не е нивна приватна фирма. Предвидуваме изградба на нови, модерни и безбедни детски игралишта, вклучително и сензорни игралишта за децата со попреченост. Ке се адаптираат равниците на тротоарите, ке се изградат тактилни патеки, затоа што пристапноста не е луксус, тоа е човеково право. Особено внимание ќе посветиме на решавањето на проблемот со кучињата скитници, преку системска соработка со сите надлежни институции, за да обезбедиме безбедна и хумана средина. Ќе изградиме нови велосипедски патеки, ќе воведеме брз и функционален јавен превоз. Без разлика на етничка, верска припадност. Значи, фокусирани сме на проекти и сакаме да продолжиме во тој тренд. Значи, улици, патишта, без разлика на село, на население, сите се равномерно застапени во општината. Населението докажи во првиот круг, значи тогаш имавме албански гласови, сега ги очекувам. Значи за соживот докажано е и уште еднаш повик во сите. Не сме за омраза, не сме за поделба. Да го постигнеме она што го посакуваме, да на нашите сограѓани во Шуто Оризари им овозможуваме подобри услови за живот пред се, нели, да има инвестиции во Шуто Оризари како и во другите општини, да Шуто Оризари да не биде заборавена општина како до сега, нели, да може да нашите сограѓани да бидат директно вклучени во работењето, односно во носењето на одлуките на општината, нели, целата администрација, буквално да направиме на нова промена. Министерот за транспорт Николски најавува 11 нови директни летови од Скопскиот и од Охридскиот аеродром кои почнуваат од денеска. Тој вели дека главна цел на новите дестинации е да донесат и поголем број туристи во Македонија. Од Охрид ќе се лета за Базел, исклучително значајна дестинација, затоа што Охрид го отвараме не само за туристите од Швајцарија, туку и за туристите од Германија и од Франција, затоа што ова е така наречениот европски аеродром кој што ги спојува овие три држави. Од Скопје ќе се лета за Стокхолм на главниот аеродром, ќе се лета за Штутгарт, ќе се лета за Бари, Италија, Ларнака, Кипар и сето тоа веќе почнува од утре 27 октомври. А веќе од следниот понеделник, а тоа е од 3 ноември, ќе се лета за Женева, исклучително значајна дестинација која што покрај за туристи мислам дека ќе донесе и многу бизнисмени во Скопје.
Во одјавата на овие вести и уште две информации од спортот денеска со почеток во 13 часот и 30 минути во Тетово се игра последниот надпревар од 10-тото коло дерби дуелот меѓу Шкендија и Вардар. Информација и од Автомотосојузот на Македонија на автопатот Скопје-Велес по патарината Сопот пред тунелите кај Башино село поради одрон на левата коловозна лента. Сообраќајот се одвива по десната коловозна лента. Автомотосојуз на Македонија информира дека во меѓувреме на истото место се случили две сообраќајни несреќи со материјална штета. Повредени нема, а сообраќајот се одвива, ке повторам уште еднаш, само по десната коловозна лента. Ова беше крајот и на вестите во 8 часот. Останете со наследното издание во 9. Пријатно.